Што ќе го подобри животот на светениколчани? Што очекуваат граѓаните од идниот градоначалник на Свети Николе? На оваа тема разговараме со кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, господинот Дејан Владев. Господин Владев, кој е мотивот да се кандидирате за градоначалник? Што очекуваат светениколчани од идниот градоначалник на градот? Благодарам на поканата и на прашањето. Најнапред сакам да ви одговорам дека јас долги години живеам во Свети Николе, значи сум роден таму, целиот мој живот, средно и основно образование го имам завршено тука. Својот работен и политички ангажман го остварувам во мојата Свети Николе и затоа во последните години сите граѓани на општина Свети Николе осетија голема стагнација на секое поле. Во 2017 година, кога оваа локална гарнитура предводена од СДС дојде на власт, ветуваше многу проекти, да не кажам и мегаломански, на кои што, да не кажам, и наседнаа граѓаните на општина Свети Николе. Но во овие 4 години сме сведоци дека ништо, дали 85% од неговата изборна програма остана нереализирана. И тоа малку што го имаше направено, тоа беше проекти кои што беа оставени од претходната локална власт, предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Поради тоа, како актуелен и преседател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Свети Николе и долгогодишен член и активист, и вработен во Центарот за вработување Свети Николе, сум во постојан контакт со граѓаните на општина Свети Николе, со приватниот сектор, со пазарџиите, со малите бизнисмени, со селаните и така натаму и така натаму. Сите проблеми ги тиштат сите овие граѓани на општина Свети Николе. Поради тоа рековме заедно со мојот тим, кој што ќе биде и на локална власт во општина Свети Николе, да го подобриме животот по Свети Николе. Нема да ветуваме мегаломански проекти, но ќе се задржиме на оние основни работи што не ги тиштат нашите сограѓани. Прво ќе кажем основно, хигиената во општина Свети Николе е на најдолно можно ниво. Шут, ѓубре, трава, неисчистени контењери. Гледаме на сите страни. Од центарот на градот према периферијата, а за селото да не зборуваме. Речното корито во општина Свети Николе е на најдолно можно ниво. Такво ѓубре, таква смет, таква нехигиена ми се чини нема никаде во Република Македонија. Еве денес, пред да дојдам во Скопје, слушајќи ги нашите заложби за тоа, гледаме пуштени 2 баѓера како од Сабајле почнаа да ја чистат реката. Мораме да го решиме тој проблем и тоа ни е основна работа Свети Николе да биде модерен хигиенски град. Прочистителната станица во општина Свети Николе Таа беше неодамна пуштена. Пред една година, да, прочистителната станица во општина Свети Николе е пуштена најмалку 3 пати од страна на актуелниот градоначалник и локалната самоуправа. На гости, на сечење ленти му доаѓа министри, директори на разни предпријатија од централата и така натаму и така натаму. Но ситуацијата е сосема друга. Капацитетот на прочистителната станица дали е на половина од тоа што треба да биде. Миризба се шири од центарот спрема периферијата и на киселата. Фекалии се слеваат секојдневно во речното корито и поради тоа граѓаните не можат да се излезат на тераса, да направат обична прошетка покрај ќеот на реката во центарот на градот. Има многу други проблеми. Проблеми има многу, меѓутоа која е првата работа за која што вие би се заложиле? Кој е најголемиот проект на Дејан Владев? Првата работа, основна, значи кога ќе седнам на столчето како градоначалник на општина Свети Николе, ќе се заложам за овие основни работи. Значи прво ќе го исчистиме речното корито, ќе направиме модерно речно корито, посебно тоа зборувам од потекот од центарот на градот до основното училиште Кирил и Методи, каде што секојдневно стотици деца посетуваат настава. Тоа е покрај самиот парк на градот? Тоа е покрај самиот парк, до самиот центар на градот. Таму планираме да направиме покрај уредување на речното корито, проект што е започнат од власта на ВМРО-ДПМНЕ, а сега е закочен од страна на
градоначалникот и локалната самоуправа со изведувачот веќе една година се на судски спор. А тоа ќе го решиме и ќе направиме партерно уредување веднаш покрај речното корито во потегот на паркот во центарот на градот. Со осветлување, нашиот парк во тој дел да биде модерно место за шетање и уживање на светениколските граѓани. Бидејќи као што знаат светениколчани, тоа е темно место, неосветлено, со ѓубре и каде што да не кажам и сумнителни лица вршат некои работи што не треба да ги прават. Затоа прво, уште веднаш ќе го направиме тоа. Потоа вниманието ќе го насочиме кон прочистителната станица. Прочистителната станица мора да работи во полн капацитет за да бидат задоволни граѓаните, за да не мора да го гледаат изметот што се слева во речното корито и да не ја трпат рејата што се шири. Посебно во летниот период, во жештините, кога стварно е неподносливо за да се излезе на тераса, а не па да се шета покрај речното корито. Азбестните цевки. Значи, ветува континуирана промена на азбестните цевки. Дали имаат, да не зборам, во метри смената азбестни цевки. Како што знаете, Свети Николе е град кој што за жал има најголем процент на смртност од малигни заболувања во Република Македонија. Ќе најдеме начини да започнеме со континуирана и постепена промена на азбестните цевки, со пластични цевки, посебно од пределот од населба Бараки, како што се вика, на крајот на градот, Белкан, па надолу кон другите делови од градот. Имаме неколку населби кои што се изградени нови куќи од наши сограѓани, кои што веќе 5-та година немаат асфалт. Зборуваме за модерни, нови куќи, а тие не можат да си влезат со своите возила, посебно во периодот кога има дождови. Зборуваме за кал, за ѓубре и за така натаму и така натаму. Мора да им ги направиме тие работи, мора да им овозможиме асфалт, зборуваме 21 век, за да можат да живеат нормално, за да можат своите деца да ги носат на училиште. Како забелешка на градот е и недостигот на центри, делови за рекреација на деца и на млади. Лувачки речиси и да нема во градот, излетничките места воопшто не се одржуваат, за да имам каде да се отиде, каде да се прошета, каде да се седи на воздух. Имате ли некаква замисла? Вашиот против кандидат, актуелниот градоначалник, најави изградба на затворен базен. Колку е реална изградбата и колку е тоа неопходно на светениколчани во однос на она што? Почнеме од почеток. Претходните локални самоуправи, предводени од ВМРО ДПМН, изградија доста спортски игралишта на потекот на целата општина, во малата зборема, малски и поселските средини. Но во овие 4 години, може би од негрижа на нашите сограѓани, но пак ќе речем одговорноста е на локалата кој што треба да се грижи и да ги одржува, се запустени. Лулашки, како што велите, има на 2 места во градот. Во центарот на градот има импровизирано детско, како да го кажем, игралиште со неколку содржини и во пределот на новиот парк кај Белкамен, но тоа е, да не кажем, некоја смешна работа, каде што децата мораат да идат, нема на друго место. Поради тоа, ние како нова локална власт сакаме да обрнеме посебно внимание на тоа и на младите како луѓе, како жители што сакаат да се дружат, да спортуваат и да творат. Планираме посебно внимание да обрнеме на новиот парк. Новиот парк е големо пространство кој што се наоѓа на 200-300 метри од центарот на градот, кој што е целосно запуштен. Тревата е исушена, неодржана. На тој потек сега има изградена нова црква
Свети Лидија, нова, убава, модерна црква. Имаме тениско игралиште оставено од Агенцијата за млади и спорт од времето на ВМРО ДПМН, кој што реално не функционира и оставено на забот на времето. Поради тоа, како човек што постојано е во контакт и се дружи со младите луѓе, како родител на 19 годишен син и 13 годишно дете кои што сакаат да, кои што сакаат да се дружат, да се играат, планираме тој потек да го направиме еден модерен комплекс, во смисла на тоа на едниот дел од паркот да направиме амфитеатар, каде што младите ќе можат да се, не само младите, и сите граѓани на општина Свети Николе, да одржуваат средби, митинзи, разни настани, музички настани, хепеникси и така натаму. Во пределот спрема патот планираме да направиме еден модерен амфитеатар, каде што ќе може да творат овие сограѓани. Исто така планираме да направиме и памп трак со скейт простор. Зборуваме за една кружна патека околу новиот парк, каде што младите ќе можат слободно да скейтаат со своите скейтборди, со нивните помагала, а не како што сега, ради нивна безбедност, сега ги користат улиците. Се случуваат многу незгоди во Свети Николе, пошто со ролерите и со скејтерите тие возат уствари по главните улици во градот. Затоа планираме да направиме едно такво место специјално за нив, со голема површина, каде што можат слободно и безбедно да се дружат и да ги остваруваат овие своји активности. Во рамките на исто во новиот парк планираме да направиме едно спортско игралиште. Сега има само како бетонирано, со искршени кошеви, голови нема. Да го оградиме, да го направиме, да биде модерно, како што има по Скопје и по другите градови во Република Македонија. И заедно над тоа игралиште има доволно простор да се направи модерно игралиште со лувашки, со различни содржини за нашите најмали, најдрги, каде што ќе можат да си играат секојдневно. Во склоп на тоа ќе го вклучиме и веќе изграденото тениско игралиште и кога ќе ги собереме сите овие содржини што ги напоменав претходно, изгледува дека ќе имаме модерно место за спорт, рекреација, музика, концерти и така натаму и така натаму. Што се однесува за затворениот базен што нашиот градоначелник во заминување помпезно го најави на 30 дена пред неговото заминување од власт и неговиот пат на старото работно место у Штип во Управата за јавни приходи, можам да кажам дека е дрско, небулозно, смешно и најде на доста смешни реакции од страна на граѓаните на општина Свети Николе. Не може некој кој што ветил базен 4 години само да прави планови, скици, програми и еден месец пред избори, еве јас ќе правам затворен базен. Сакам да ви напоменам дека Свети Николе е еден од ретките градови во Република Македонија кој што нема свој базен, нема приватни објекти каде што има вакви содржини, а во 50-те години Свети Николе бил еден од првите градови во Република Македонија кој што имал голем, да не кажам, и олимписки базен. Значи, нашиот градоначелник овие проекции ги прави само на дневна политичка основа. Нема основ и нема начин како ова би го направил во овој период. Затворен базен, убавна слика, убав 4D анимација, но ќе кажам несериозно, и се игра со интелигенцијата и на нас и со интелигенцијата на граѓаните во општина Свети Николе. Базен во општина Свети Николе ќе има, ќе го направиме. Имаме веќе разговарано со и приватни инвеститори. Дали ќе биде услов со нив, дали ќе биде на товар на општината, значи базен во Свети Николе ќе има, дали на потекот, таму каде што
тој планира да го гради, бидејќи тоа е едно диво место, каде што нема доволна пристапност. Кога ќе дојдеме на власт ќе видиме, а исто така може да кажем дека ќе има во наредните година-две во просториите на веќе постоечки приватни гостителски објекти ќе има два базени кои што локалната власт не и дало дозвола за градење. Значи од типот на базени као Гарденија во Велес и така натаму. Значи Свети Николај ќе има, посебно во првата година, барем еден базен, каде што ќе можат да се дружат, да се разгладуваат во летниот период и така натаму. Во овој разговор се задржавме главно на хигиената на градот и проектите за младите. Ќе имате можност понатака во текот на кампањата да зборувате за останатите проекти. Да се го споменавте актуелниот градоначалник кој е ваш против кандидат. Меѓутоа изненади уште една кандидатура во Свети Никола, господинот Слободан Даневски, кој веќе имал неколку мандати како градоначалник, кој излезе како независен кандидат. Како ја коментирате го? Што може да помисли Даневски во овие избори? Можеби за некого е изненадување, но во светениколската јавност можеби беше веќе и очекувано. Што да кажем за актуелниот градоначалник? Не е моје мислење, субјективно, значи мислење на општо на сите граѓани на општина Свети Никола е дека е меѓу најславите градоначалници, што воопшто ги имало Свети Николе во својата историја и ќе кажам, неговото место му припаѓа само во историјата. Убеден сум дека тој нема да биде сериозен против кандидат, е токму поради тоа Свети Николе е град кој што со години е, да не кажам, провамаровски. Сега популарноста на рейтингот на нашата партија е многу повисока од рейтингот на СДСМ на локално ниво зборува. А другиот мој против кандидат, само ќе кажам, дека до сега во листата на Советот на СДСМ имаат еден нив член, кој што е сега носител на независната листа. Значи, работата е провидна, здружено заедно, сакаат да ги ослабат позициите на ВМРО-ДПМН за евентуално да се случи некој втор круг, па потоа да идна пазари и така натаму и така натаму. Такво нешто нема да се случи. ВМРО-ДПМН ќе победи во првиот круг на локалните избори, а мнозинството на Советот ќе биде од редовите на ВМРО-ДПМН. Слободан Даневски е политичар, бизнесмен, кој што го знаат сите во Република Македонија, бил пратеник, бил градоначалник, бил газда на една од најголемите агрокомбинати во Република Македонија. Не би сакал да се задржам на неговото миното и како политичар. Сите знаат какво педигре има и како беше неговиот минот политички и професионален ангажиран. Не сакам да се задржиме на она што вие за крај, во една реченица, како го гледате Свети Николе после 4 години доколку вие бидете градоначалник? Свети Николе како модерно градче, како центарот на истокот, како бисер во овчеполието источна Македонија, го гледаме како модерен град со изградена комплетна инфраструктура, со изградени патишта, со изградени канализации таму каде што нема. За жал, во Свети Николе нема канализации во определени делови од, да не кажем, и центарното градско подрачје. За селата ми е многу жал што мора да кажам дека има барем 4-5 поголеми села кои што, да молам, немаат канализација. Само ветувања, може би од претходните мои претходници, а сега да не зборуваме. Значи, основните услови за живот, за да може секој светениколчанец да живее, да твори, да напредува, во наредниот 4 годишен мандат ќе ги има. Сакам да напоменам, кога веќе зборуваме за тоа,
ние како политичка партија во нашата програма ќе ја ставаме и старата Свети-Николска градска чаршија, која што е во строгиот центар на градот, е оставена во заборав на времето. Ќе ја обновиме со сите работи како да било во 50-тите години во цветот на развојот на кога имало дуќани. Кога имало дуќани. Значи, занајчиво зборуваме за дојде во такви градот. фасади со секи виден товарна општина Свети Никола. Исто така ние сме единствено место каде што немаме излетничко добро место, затоа одеме по другите градови. Имаме прекрасна акумулација Мавровица, кој што се наоѓа помеѓу Свети Никола и Пробиштип на 10 километри од градот, кој што има и шума од околу. Претходната локална власт предводена од ВМРО до ДПМН стави неколку летниковци непосредно на езерото. Доаѓаат доста рибари како од Свети Никола, така и од соседните општини. Заедно во соработка со ИПАРТ програмите на Министерството на централно ниво, планираме да направиме еден модерен комплекс, каде што средениколчани и граѓаните од соседните општини ќе можат да дојдат, да уживаат, да ловат риба, да кампуваат, а евентуално во согласно со законските прописи би се дало можност и на определени приватни инвеститори, ако сакаат да изградат еден модерен комплекс, за да може. Верувам ќе имаме шанса повторно за разговор, бидејќи кампањата уште не е почната, подетално да разговараме за останатите поголеми проекти кои што ги очекуваат светиниколчани. Кампањата е пред вас, ќе имате можност да ги убедите светиниколчани во она што го ветувате. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам на вас.